Добар ден! Во оваа училница на часов по математика за 8 одделение ќе ве водам јас, Лолита Трајковска, наставник во Општинското основно училиште Лазо Ангеловски од Скопје. Ве поканувам заедно да ја обработиме оваа наставна содржина. Од темата број и решавање проблеми ќе обработиме наставната содржина подредување децимални броеви. Целите што треба да се постигнат за овој час се следниве. Ученикот подредува децимални броеви, вклучувајќи и мерни единици со користење на знаците еднакво, различно, поголемо или помало. Ученикот ги разбира секојдневните системи за мерење и ги користи за да процени, измери и пресмета. Еве еден пример во кој што се огледуваме како споредуваме два децимални броја. Кој број е поголем? Во првото барање треба да го споредиме децималниот број 2,6 со децималниот број 1,26. Во следното барање го споредуваме бројот 4,7 со 4,54. Да го погледнеме решението. Под А го споредуваме бројот 2,6 со бројот 1,26. Воочуваме дека имаме различни цели делови кај овие два децимални броја. Целиот дел 2 е поголем од целиот дел 1, па можеме да заклучиме дека децималниот број 2,6 е поголем од децималниот број 1,26. Под Б го споредуваме децималниот број 4,7 со децималниот број 4,54. Овде целите делови се исти, па преминуваме на споредување на децималниот дел. 7 десетинки се повеќе од 5 десетинки. А затоа заклучуваме дека 4,7 е поголемо од 4,54. Можеме да кажеме дека ако броевите имаат ист цел дел, тогаш ги споредуваме децималните делови децимала по децимала. Еве една задача за вас. Замени го знакот звезда со еден од знаците еднакво, поголемо или помало. Почитувани ученици, запишете ги овие барања во вашите тетрадки, обидете се сами да ја решите задачата, а потоа проследете го решението. 23,8 е поголемо од 2,38. 3,82 е помало од 3,88 и 15,4 е помало од 20. Задача 2. Подреди ги броевите почнувајќи од најмалиот. Во оваа задача споредуваме мерни броеви. Кога треба да споредуваме мерни броеви, прво треба да воочиме дали сите мерни броеви се во иста мерна единица. Во барањето под А, сите броеви се во иста мерна единица, па можам да пристапам на подредување. Решението е следното. 24,3 кг е помало од 24,56 кг, е помало од 38,2 кг, е помало од 38,5 кг и тоа е помало од 64,9 кг. Следното барање е да се споредат овие мерни броеви. Тоа се мерни броеви за должина, мерна единица должина. Воочуваме дека од овие мерни броеви имаме еден мерен број што е во мерна единица сантиметри. Први
сите броеви треба да ги запишеме во иста мерна единица. Да се подсетиме, 100 сантиметри е еднакво на 1 метар. 1386 сантиметри ќе ги претвориме во метри, така што 1386 ќе го поделиме со 100 и ќе добиеме 13,86 метри. Сега веќе можеме да ги подредиме броевите. 12,03 метри е помало од 12,3 метри, е помало од 13,86 метри, е помало од 14,6 метри и тоа е помало од 27,9 метри. Задача 3. Замени го знакот звезда со еден од знаците еднакво, поголемо или помало. Почитувани ученици, запишете ги овие барања во своите тетрадки, решете ги задачите, а потоа погледнете го решението. Решението. Првото барање под А. 2 по 4 е 8. Е еднакво на 4 по 2, кој што изнесува 8. Второто барање. 144 поделено на 12 е 12, а тоа е помало од 17. И последното барање, 23 е поголемо од 7 по 3, што изнесува 21. Тоа е се за денешниот час. Ви благодарам на вниманието.